Отворам уште една нова тема во денешната тилма Амбуланта. Ке зборуваме за рехабилитацијата после поставена ендопротеза на колк и колено. Се надам дека темата ќе биде интересна за гледачите, заради тоа што во текот на овие 50 на минути ќе бидат и отворени телефонските линии да ги прашате моите денешни соговорници. Ќе ги поздравам Владко Илиевски и Дејан Парцанов, инаку дипломирани физиотерапевти и специјалисти по кинезитерапија. Ви благодариме на поканата. Благодарам на поканата. Се надевам дека денешнава тема ќе предизвика внимание, бидејќи со самиот муабет претходно со некои од луѓето во телевизија веќе има интерес што се вели, односно тоа само ми говори дека веројатно е чест проблем. Што представува хоспиталниот, а што амбулантниот физиотерапевт? Ќе ми објасните вака како еден вовет. Да, ќе го објасниме. Хоспитален физиотерапевт е физиотерапевт кој што работи во хоспитални услови и работи со пациенти кои што се хоспитализирани, односно тоа се пациенти кои што лежат во болница. Овој физиотерапевт ја работи таа рана фаза на рехабилитација, без разлика дали се тоа пациенти кои што претрпеле некоја хируршка интервенција или се пациенти кои што се конзервативно лекувани. Хоспиталниот физиотерапевт работи во болнички услови. Може да биде мобилен хоспитален физиотерапевт, како што е во нашиот случај во нашата болница. Ние работиме како мобилни физиотерапевти по сите оддели кои што ги имаме, каде што има потреба. Каде што е потребно. Да, а може да биде и физиотерапевт кој што е стациониран на одреден оддел и работи само на еден оддел, на пример оддел за кардиохирургија или неврологија или ортопедија. Другиот дел, значи амбулантските физиотерапевти, тоа сме ние, да. Значи јас и колегите што работиме во амбулантскиот дел во клиничката болница Аџи Сестина, работиме, се среќаваме секојдневно со секакви акутни проблеми и хронични дегенеративни заболувања, како проблеми со лумбалниот дел на кичмата, односно народски кажано, значи ишиас, лумбоишиалгија, проблеми со вратниот дел на ребетниот стоп, односно спондилози, брахиалги и така натаму. Значи се среќаваме со голем тип на дијагнози секојдневно, а во процесот на рехабилитација на ендопротези на колк и колено се вклучуваме од кога ќе заврши раната фаза на колегите од хоспиталниот дел, се вклучуваме ние во таа средна и доцна фаза на рехабилитација, каде што учествуваме со враќање на физичката сила и кондиција на пациентот, враќање во нормални услови, значи нормала на неговиот живот, и се вклучуваме, му помагаме во она психолошка состојба да тој се оттргне од патериците кои што ги носи, значи тој поле на кое што треба дополнително да се работи. Дополнително многу треба да се работи, значи имам повеќе од 10 години искуство во работава и имам многу голем број на пациенти со кои што потешко ни оди тој дел на психолошкиот, значи да се оттргне од патериците и да почне нормално да чекори, отколку делот на рехабилитација каде што има да речеме има нормално и болки, тешки вежби што треба да се изведуваат за да се зајакне таа различни групи на мускули и така натаму. Така што имаме еден склоп на психолошка состојба со враќање на физичка кондиција и сила на мускулатурата. Верувам дека на тој психолошки пат треба многу да се работи. Многу да се работи и одзема многу енергија како кај пациентите, така и кај нас. Затоа ви велам некогаш е потешко тој дел да се изработи отколку позначајниот рехабилитацијски дел на Предпоставувам, без разлика на проблемот, и раната, и средна и доцна рехабилитација се нешто што оди, предпоставувам, во комплет, бидејќи едното без другото не може, нели, со цел да се даде добар или да се постигне добар резултат. Да, тоа е еден цел склоп, затоа ние во клиничката болница Аџи Сестина сме компактни и соработуваме и ние како дел од амбулантскиот дел и хоспиталните терапевти си помагаме, значи, и се советуваме пациентот со цел задоволни пациенти, рехабилитацијата да заврши како што треба се. Доколку една од тие фази не е како што треба, не е добро изработено, тогаш пациентот ќе има проблеми во понатамошниот живот. Во понатамошниот тек на животот, да. Темата ни е рехабилитација после поставена ендопротеза на колк и колено. Сега кога и зошто доаѓаете до поставување на ендопротеза? Кога и зошто доаѓа? Значи, доколку колкот или коленото е значајно и трајно оштетен, значи сите нормални активности во текот на денот, како да наброиме пешачење, качување по скали, симнување, јас мислам било каква физичка активност ќе биде проблем. Не мора да е физичка активност, значи секојдневно може сега да ми биде проблем од седачка да сменам положбата во стоечка. Значи и тоа е проблем. Сите тие проблема, да. Значи движењата се отежнати, болни и навистина представува проблем за пациентите. Доколку тие го
во очат таков тип на проблем треба да се обратат на ортопед или подоцна тој ќе ги препрати кај физијатар, најпрво да се проба со конзервативен третман на лекување на овој проблем, односно дали ќе биде тоа физикална терапија, дали ќе бидат ампуларна терапија, односно инекции, дали ќе биде нешто со лекови ќе се превземе и така натаму. Доколку тоа не помогне да се реши проблемот кој што го има пациентот, се преоѓа кон таа оперативна фаза, значи каде што веќе нема што друго да се прави, мора така на тој начин да се решава. Да се реши целата ситуација или целиот проблем со оперативен зафат. Да. Ке ги поканим и гледачите, телефонскиот број е 3076 677, ќе додадете префикс 02 доколку ни се јавувате надвор од Скопје. Денеска на тема рехабилитација после поставена ендопротеза на колки колено зборуваме со Владко Илиевски и Дејан Парцанов, дипломирани физиотерапевти и специјалисти по кинезитерапија од клиничката болница Аџи Бадем Систина, така што ве очекуваме да ги поставите вашите прашања. Се разбира колку нели можеме од оваа гледна точка да добијат и гледачите соодветен одговор, бидејќи нели секогаш е подобро кога ќе дојдете на преглед. Меѓутоа еве да споменеме за причините. Кои се најчестите причини или можеби ризик фактори кои што доведуваат до ти Дејан спомена некогаш е неминовен нели тој оперативен зафат. Да. Ако луѓето не се однесуваат, нели, ако не ги слушаат инструкциите што се вели и така натаму, меѓутоа ета кои се причините кои што има повеќе причини, меѓутоа една од главните причини најчеста е и колку е овој проблем чист кај нас во Македонија? Да, значи се повеќе зема замав и ќе објасни Владко подоцна за границата, значи на годишната граница која што зафаќаат овој тип на пациенти. Постојат повеќе причини, една од главните причини е артрозата на зглобот, односно тоа представува дегенеративно оштетување на раскавицата на самиот зглоб. Народно кажано, она подмачкување внатрешно во самиот зглоб, дали е на коленото или на колкот, значи не е важно, доаѓа се троши таа раскавица, значи се Дејан, велиш дегенеративно, значи дека со текот на годините е неизбежен тој момент или не е неизбежен, во зависност од стилот и начинот на живот на самиот човек. Да, таа артроза, да, значи таа артроза настанува со текот на времето. Значи таа раскавица тој простор натре помеѓу во зглобниот простор, значи раскавицата се оштетува и доаѓа до стеснување на тој простор и народски кажано, но доаѓа као допир на двете коски, тоа е премногу болно. Доколку дојдат пациентите во таа фаза, неизбежно е, значи операција, да, ендопротеза на колкот или на коленото. Втората состојба е некроза, тоа значи оштетување на крвотокот во коската и дехидрирање на останатите коскени делови. Тука немаме друг избор, мора исто така да се изврши операција. Кај дечињата во текот на растот и пубертетот знае да настане дисплазија на колкот, односно главата на фемурот да не се развие доволно добро, понатаму да допринесе дали ќе дојде до некои артрозни промени и така натаму, кои што ќе во понатамошниот тек од годините, пубертетот и понатаму ќе доведат до проблеми кои што мора да се решат повторно на овој начин. И една не толку честа, меѓутоа знае да биде причина за оваа проблематика, тоа е тешки посттравматски повреди, не да боже собраќајки и такви работи, како што фрактурите не може да се решат на друг начин, мора да се превземе овој оперативен зафат за да се стави ендопротеза, дали е тоа на колкот, дали на коленото, се исто. Да. Ние зборуваме за рехабилитација како момент кој што е многу важен и таа соработка помеѓу докторите, односно физиотерапевтите и пациентите исто така многу важна, со цел нели да и вие бидете задоволни и од друга страна и пациентите. Меѓутоа, која е целта на рехабилитацијата? Дали постои да речам после одредени трауми и така натака, после оперативен зафат и слично, целосно враќање во нормала на човекот во неговото секојдневно функционирање. Таа не е главната цел. И доколку не го постигнеме, таа е целта на рехабилитацијата. И доколку ако не го постигнеме тоа, значи не сме успеале во рехабилитацијата. Целта на таа рехабилитација е враќање во нормала на пациентите, на сите оние обврски, хобија што си ги имале претходно во нормалниот живот, да можат, како што рековме, нели, качување по скали, симнување, седечка положба, лежачка, да не им представува никаков проблем. Значи да се вратат во нормала и да ги извршуваат сите свои обврски кои што ги имаат, дали приватно, дали значи фамилиарно и така натаму на работа, не е битно, значи да ги извршуваат без никаков проблем, без никакви тешкоти, болката да исчезне.
ние се трудиме како физиотерапевти да им помогнеме. Голем удел во сето тоа има и ортопедот кој што ја врши операцијата. И сега во последно време значи се вградуваат керамички ендопротези. Керамиката како вештачки материјал со нејзините хемиски и физички својства е многу блиску до таа, значи најблизок вештачки материјал до раскавицата до човековата раскавица. И тие методи се многу малку инвазивни, значи не доаѓа до при што? При Велич малку инвазивни се. Нема повреда толку голема на мускулатурата и на ткивата и на мекоткивните структури. Значи тоа нас многу како физиотерапевти ни помага во понатамошната рехабилитација, да ортопедот добро ја сработи таа операција, значи да не нанесе големи трауми на предавот што го работи, за да можеме ние понатаму како физиотерапевти и пациентот нас позитивно да ни одговори на барањата што ги имаме кон него. Да не му се појавува болка, мислам тоа е неизбежно, меѓутоа да не биде тоа во граници на да не спречи нас да работиме. Така. Значи тие методи се медицината е напред отидена, многу и сето тоа е да не речеме може лошо ќе звучи, рутина. Да, за вас рутина, кај луѓето веројатно си уште постои некој страх, бидејќи секогаш или кога е операција во прашање, тоа чувство е неизбежно, меѓутоа вие сте тука да ги охрабрите и да им кажете, односно да потврдите дека медицината е далеку. Како што рековме, тука сме и од психолошки план да им помогнеме да се вратат во нормала. Така е. Имаме гледач, па предлагам да го слушнеме првото прашање за денеска. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, повелете. Гледачка од Скопје. Ме интересира пред, да не кажам, подолг период, имав операција на левиот колк, што значи дека не беше интервенирано на колкот, туку беше негдека измеѓу колкот и ногата, фактички на самиот зглоб на спојот меѓу колкот и ногата, се работи за лева нога. Направена интервенција, сето тоа успешно во ред, но меѓутоа после третманот, бањското лекување, сите ред работи, се појави оток на самото место кај што е оперирано. Ме интересира што може да биде тоа и зошто така се појави. Разговарав со мојот доктор што ја правеше операцијата, но меѓутоа он не знаеше од што може тоа да се деси и кај мене остана на левата нога толков голем оток што едноставно веќе мене ми смета. Може да прашаме? Слободно, бидете само на линија. Се уште е присутен тој оток? Се уште го има пациентката? Да, го имам, да. Добро. Добро. Ви благодариме многу за прашањето, секако дека ќе добиете образложение. Ние не би знаеле да кажеме точно од што може да биде тој оток, може биде некој лимфен застој, може да меѓутоа би ја упатиле пациентката да дојде на еден добар преглед кај може во нашата клиника кај физијатар, да се види што е настанат тој оток. После една добра рехабилитација Не би требало? Не би требало да има таков оток. Ние не се среќаваме со такво нешто, меѓутоа повторно ќе кажам, мора да се запознаат сите тие фази на рехабилитација, рана, средна и касна, и подоцна пациентите мораат да продолжат и сами да работат вежби во домашни услови, меѓутоа како насока на пациентката би кажале да дојди да се консултира со физијатар за да се види што е и што може да се помогне евентуално со некои мануелни техники. Да. Физијатрите се тие што одредуваат физикалната терапија, значи што треба да се работи и како треба да се работи, а ние физиотерапевтите ја спроведуваме. Значи многу треба да се внимава и они внимаваат значи што ќе препишат како дел од терапија, да текот на рехабилитацијата да се одвива во добар правец. Убаво кажа Владко, нека дојде, значи ќе се види за што точно се работи. Во секој случај, отокот е нешто што не треба да се занемари. Не треба воопшто да се занемари и не треба да го има. Да, после рехабилитација добра, не треба да добра рехабилитација да после такво нешто. Се надам дека гледачката е задоволна и дека ќе ги послуша вашите совети. Нови двајца, добар ден. Добар ден. Повелете. Ме интересира, јас имам протези на двете нозе, на двете колкови. Добра. Дали е можно да треба да ги менам протезите, пошто осеќам како болка. Добра. На левата нога болка осеќам. Пред колку време сте оперирани? Од 2011-та. Левата нога. И одма после нејзе и десната е оперирав. Посетувавте, издали се уште посетувате на физикална терапија, вежби, практикувате некакви? Не, сега не. Има 2 години не.
Значи Немало потреба за тоа. во ред. Добро, ви благодарам. Ден може само уште еден Може. гледач да не чека, па ќе дадеме одговор на двете прашања. Добар ден. Ајде, ако Добар е ден. следниот гледач на линија, повелете, ве слушаме. Дали сум јасно веза? Та, вие сте во програма веќе. Благодарам. Ајде. Убаво моме. Од кога сакам да се јавам тука, ама сега Баш ми е драго што Мора. денеска се јавивте. Повелете, господине. слушај, Ајде. јас сум на години 80. Добро. Близу 80, така некако, да не се ги криеме годините, толку. Али, да ти кажам право, одеднаш станав неспособен за работа. Што ве мачи? Абе, не можем, поскали, не можем да се сипнувам, неколку пати паѓам. Така, и сега гледам некако, али овдека испод колениците, што се тој мускул, секогаш ме боли тука и доле. Сте направиле ли испитувања, господине? Како? Не сум направил. И па јас вака лаички мислам дека треба да направите. За да знаете треба, зошто ама- ве боли, од каде доаѓа болката? Од каде? Од годините, од каде? Од годините. Од годините пред се. Добро, ајде ќе ви дадеме некакво образложение, вие останете на Телма, може? Договорено. Ајде за првиот гледач, односно првата госпоѓа. Вака, значи оперативниот зафат таа го има направено колку што разбрав 2011-та, така, значи поминале некои 7 години. Колковите со добра, затоа прашав дали посетува физикална терапија, дали вежба, дали продолжила со тој начин на живот кој што верувам дека терапевтите го посочиле, што кои вежби да ги работи. Значи колковите од прилика негде 15 до 20 години од нивното од ставањето на вештачкиот колк, од поставувањето, имаат Функционира? да речеме трајност, да. Меѓутоа со добра Како рековме, програма 15 до 20 15 до години. 20 години, да. Значи после тоа постои ризик да треба повторно да се променат. Меѓутоа со одржување на мускулатурата која што е многу важна кај пациентите, особено во со повозрастни, значи пациенти, мора да работат вежби за одржување на таа мускулна сила и стабилизација, не само значи на ногата, тоа и на глутеалната регија, односно задникот, на лумбалниот дел. Значи мора да постои една стабилност која што ќе го чува и која што ќе внимава значи на тој колк. Нема да не треба да внимаваат на килажата, не треба да ги зголемуваат своите килограми. Сето тоа допринесува за еден притисок врз колкот, значи слабоста на мускулатурата, зголемената килажа придонесува да се појават тие болки и потешкоти кои што ги имаат пациентите. Инаку според периодот кој што го има госпоѓата, не би требало да ги имаат тие проблеми. Меѓутоа треба да рече дека нема правилно. Треба да преземе мерки од типот на физикална терапија, да види конзервативно да проба значи да се реши и верувам дека ќе помогне физикалната терапија и вежбите за малку да ги стабилизира и да ги тонизира своите мускули за да одржат еден да го одржат колкот здрав и да го намалат притисокот врз него. Како што кажа колегата, многу е рано од 2011, нели 6-7 години за да се повторно да дојде до реендопротетизација, тоа се нарекува, така да пациентката треба да оди на физикална терапија. Што се насува до вториот пациент? Да, господинот, ние би му посочиле најпрвин да оди да направи еден добар ортопедски преглед. Залудно е да се жалиме ако ништо не преземаме, така? Точно, значи ортопедот ќе го насочи да наредни исследувања, да речеме дали ќе прави некои рентген снимки или тоа ќе го насочи ортопедот за понатаму да му каже што треба да следува во неговиот живот. Инаку спрема годините, доколку има потреба, може и на 80, може и на 85. Да, јас мислам дека треба да некако се тоа стави мнение тоа не или е проблем. мислење дека до годините е да се исфрли заради тоа што луѓето може на не знам едноставен начин да си обезбедат многу поквалитетен нели живот. Да. Понатака, зошто да се мачиме? Самата динамика на животот ги создава проблемите. Значи немаме време да се грижиме за самите себе и ете господинот кажа на 80 годишна возраст, ете до кај ќе стигне. Да. Што треба да се направи пред оперативниот зафат? Значи која е процедурата, како пациентите да бидат подготвени и тој психички момент кој што го споменав, мисля така важен? Како што кажа колегата Дејан, значи имаме различни причини. Предоперативна фаза може да има, може и да нема.
нема во случај доколку во операцијата е поради некоја фрактура, нели како што каже колегата собраќајка, тогаш пациентот мора да иде итно на операција и тогаш немаме таа предоперативна фаза. Меѓутоа доколку тоа е некој дегенеративен процес, доколку тоа е некоја артроза на зглобот, тогаш е битна и оваа фаза која што многу ретко кај нас се применува. Најчесто пациентот оди на преглед кај ортопедот му кажува вие ќе идете сега на операција, после 2 недели пациентот седи дома и чека да иде операцијата. Значи многу е битен тој период од 2-3 недели, можеби месец, каде што пациентот мора да работи статички вежби за да ја зајакне мускулатурата, бидејќи веќе тие се пациенти луѓе што кога одат криват, ја завлекуваат ногата, значи тие имаат ослабена мускулатура. Најбитни се статичките вежби, понекогаш и електростимулации за да се зајакне мускулатурата, за што поспремни да ја дочекаат операцијата и што полесно да тече фазата на постоперативна рехабилитација. Така. Имаме гледач, ако е се уште на линија, да го поздравиме. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, повелете. Поздрав до студиото и до вас водителот. Поздрав. Ева гледачка од Скопје. Повелете. Вака, имам проблеми, диагнозата ми е гонартроза бил на двете колена. Имав поголем проблем со 8 години со десното колено. Штедејќи го десното, го оштетив и левото. Месец и пол не можам да се движам воопшто. Двете колена ме болат страшно. Во тек сум со прегледи. Во саботата ги примив синовиал инекциите. Примив во двете колена по една инекција. Да ги санирам двете колена, не можам воопште да станувам, да се движам, одам со количка, нити и дома можам да одам. Меѓутоа, болкиве во саботата, значи ги примив, ги порачав тие инекции што се поскапи, да кажам, така докторот ми препорача, пошто вика се уште не е за операција и болкиве уште ми постојат. И он ми рече после 15 дена можна е терапија. Сега, што да правам со болкиве и терапијата, дали би помогнала по 15 дена, мора ли да биде? Добро, имате прашање? Не. Ви благодарам многу, останете на Телма. Секојаш, како што рековме, медицината е напрот отидена и таа ампуларна терапија и тие инекции господјата што ги земала и што ги примала се дел од да се проба конзервативно да се реши проблемот. Доколку не помагаат инекциите, доколку не помага физикална терапија и болките останат, верувам дека и докторот кој што прегледал веќе ќе нема, значи ќе нема избори, ќе препорача. Таа е таа најглавна причина артроза што смо на коленото се нарекува гонартроза. Значи најголемиот причинител за тие ендопротези. Значи доколку не помогне конзервативниот метод, ќе се оди со оперативен. Нема друго решение. Да. Имаме уште гледачи? Добро, покануваме да ни се јавите 3076-677. Денеска на тема рехабилитација после поставена ендопротеза на колка и колено. Зборуваме со Владко Илиевски и Дејан Парцанов, дипломирани физиотерапевти и специјалисти по кинезитерапија. Споминавме што треба да направат пациентите пред операција. Сега, откако ќе се направи оперативниот зафат, кога е најдобро време да се започне со физикалната терапија? Најдобро време е веднаш после Што поскоро? Што поскоро, веднаш после операцијата. Значи најпрво пациентот излегува од операциона сала, физиотерапевтот го пречекува и го позиционира. Тоа е многу битно, ногата да биде во една неутрална ротација, во екстензија, да не прави движења кои што не смее да ги прави. И за да во првите 24 часа после операција започнуваме со активација во кревет. Значи после колку време? 24 часа. Наредниот ден, денес се оперира, наредниот ден започнуваме со рехабилитација во кревет. Значи се почнува со кинезитерапија. Тоа е многу битен дел, може да кажем најбитен во оваа рехабилитација и се работи 2 до 3 пати на ден во хоспиталниот дел за физикална терапија. Се работат статички вежби, се работат активно подпомогнати вежби со цел да се зајакне мускулатурата, да се зголеми обемот на движење на оперираниот зглоб. Потоа работиме мануелни техники, како што се лимфната дренажа, мануелна масажа, со кои што намалуваме доколку настане некој оток, како што претходно гледачката се јави, тоа се работи што од првиот ден. И исто така криотерапија, доколку нема оток, па не дозволуваме да настане оток. И тоа е тој први неколку, тогаш се почнува со рехабилитација, тие се првите неколку. Да. Имаме гледачи, ама јас би сакала да ги замолам да не почекаат. Ми интересира кој се е вклучен во процесот на ставање на ендопротезата и понатаму рехабилитацијата. Во тој процес се вклучени еден врвен тим на стручни лица во нашата болница.
започнувајќи Тоа е мултидисциплинарен предоперативно, пристап. тоа е мултидисциплинарен пристап, започнувајќи предоперативно е вклучен физиотерапевтот. Значи започнуваме повторно со физиотерапевт. За време на операција таму е докторот ортопедот кој ќе ја прави операцијата. Потоа анестезиолог, анестетичар, инструментарка, значи сите тие се многу битен дел од овој тим. Кој пациентот ќе биде префрлен на одделот за хируршко лекување, таму го пречекува нели медицинска сестра која што цело време е со него. Физиотерапевтот повторно работи со нив 2 до 3 пати во тек на денот. Исто така сакам да напоменам дека и болничарите се многу битен дел од тимот за здравување на пациентот, бидејќи ние како физиотерапевти ќе работиме со него, ќе го научиме да станува, да оди, меѓутоа после 3 до 4 дена ќе дојде болничарот и заедно со нас ќе идеме, ќе го избања, ќе обави некои физиолошки секојдневни потреби, така да тие се многу битен дел од целиот тим. Битно е да има еден синџирна соработка помеѓу сите Најбитна е нас. жилбата на пациентот да се врати во нормала, што се вели, и да има Да. нели соработка и да ги слуша советите. Да ги поздравиме следните. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, ве слушаме. Ви поздравувам вас и гостите во емисија. Благодарам. Јас сум пациентка на 51 годишна возраст, оперирана пред 4 години, имам ендопротеза на десен колк. Значи, сето ова што го зборуваат физиотерапевтите, да речам до некаде ми е познато, меѓутоа, значи, потешко одеше кај мене опоравувањето. Сега како последица на вметнување на ендопротеза на десен колк, ми се јави фрактура на ацетабулум на левата страна и како 2 сантима парче недостасува на ацетабулум. Имам многу големи болки. Прашањето ми е дали, затоа што следам уште одам и кај ортопед на прегледи, дали смеам со фрактура на лева нога, пошто протезата ми е на десна страна, дали смеам да посетувам физикална терапија и само уште сакам да споделам едно мое искуство со жената претходно што се јави со отокот на нога. Добра. Значи истото се случуваше и кај мене после 6 месеци од операција. Кога бев на ехо ме гледа, значи тоа беше некое фиброзно ткиво и со движење, со вежби, што уште секое утро, значи ги практикувам, затоа што 8 пати до сега сум била, значи и конзервативно и постоперативно на физикална терапија, сакам да кажам после операција кога беше, тоа фиброзно ткиво се разнесе, така да сега отокот на ногата го немам. Па ако тоа е како помош на пациентката, еве го упатувам од мене. А прашањето мое е дали со фрактура можам да одам на физикална терапија. Благодарам. Едно прашање. Само секунда, бидете на линија. Кога е настаната таа фрактура на левиот стабулум? Таа фрактура е настаната година време постоперативно од метнување на ендопротеза на десен колк. Добро. Ви благодариме. Сега ќе го добиете и одговорот. Начелно нема зошто да не може да оди на физикална терапија, значи посебно во тоа би било во амбулантски услови, кај моите колеги. Услови, нема причина. Се надам дека е решена таа фрактура и дека значи може да се започне со физикална терапија. Јас повторно би ја поканил прво да дојде Да се направи господјата преглед? да направи преглед кај ортопед, значи кај нас има добар тим на врвни ортопеди. Би ја поканил да дојде да направи еден преглед да се види што се случува со тој ацетабулум. За да се знае што понатаму. Да, инаку нема. И да се види состојбата и на колкот, на ендопротезата на колкот, бидејќи со таа фрактура малку е оптеретена на другата страна на значи ако е на левата страна фрактурата, десната страна има оптеретување, да. Да се види состојбата и после прегледот нема причина зашто да не се прави физикална терапија. Добар ден. Ало, Повелете. добар ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Поздрав до емисијата и до гостите. Имам едно прашање. Благодарам, ако поздрав. може гостите да ми одговорат. Вака, јас имам спондилоза и во вратот и во кичмата и дископатија. И имам големи проблеми со кичмата надолу ногите, не можам да пешачам многу и да се качувам по спаливе,
не можам, многу тешко одам. А со вратот имам многу носто вртоглавици и болки, ми се проширија болките по рамената и се ме болат двете раце, шаките и прстите од рацете ме болат. На физикална терапија имам одено 4 години и од сето то немам ништо подобрување. Во последно време сега не ми прават физикална терапија, имам покачен крвен притисок и само антиреуматици што примам, а со тие, мислам, многу ми штетат на желудникот. И сега и ова равнотежава ја губам, дали е тоа можно, мислам од тоа проблемов што го имам, да се губи равнотежава и вртоглавици ностов да имам. Добро. Мислам, и болки што ги имам. Благодарам. Останете на Телма. Вртоглавиците се нормални и може да се појават од спондилозата. Пациентка да каже дека има спондилоза, меѓутоа ќе поканиме исто во клиничката болница Аџебајдам Систина да се направат испитувања, меѓутоа според симптомите кои што ги кажа, сето тоа е нормално. Кажа дека има висок крвен притисок, се преземаат и процедури како што крвниот притисок не смета, така што мора да продолжи со посета на физикална терапија и тие проблеми долж по нозете што спомна дека ги има се нормално од лумбалниот дел на кичмата, тука излегуваат нерви и шиадикус што спомнавме, оди по должина на нозете, дава рефлексија надоле по нозете. Рацете исто спомна, прстите, дланките, тоа е од вратот, од таа спондилоза, тие се дегенеративни нарушувања кои што мора да ги решава, не треба така да ги остави. И може би има спомна дископати, може би треба да појде и кај неврохирург, да посети неврохирург, да види дали има некоја дискус хернија која што евентуално индикација за некаква операција. Така. Да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум јас од телевизија? Да, во програма сте. Од сме две, а чекам 3 сата. Јас сакам овие млади доктори да ги прашам дали знаат лек за болки во мускулите. Затоа што од кога пием еден лек за триглицериди и холестерол, тие генерички 3 лека може да се добијат од Словенија е Купет, од тука од Крка е Росвера. Росвера и не знам кој е третиот, сега слушнав дека и алкалоид направил некој лек против холестерол и овие триглицериди, меѓутоа у самите тие пишува у декларацијата дека може да дојде до повторување на болки во мускулите. Ја пошто ова веќе 5 надвор од години темата пијам. малку. Госпоѓо, јас ви благодарам, меѓутоа сосема сте надвор од темата и ни за жал нема да може да ви го одговориме ова прашање. Да го поздравиме следниот гледач, ако е си уште на линија. Добро утро. Повелете. Во програма сте. Да. Да ги поздравам момците, млади, перспективни. Така е. Јас, за мене нема што да дискутирам, тоа исиалгија, артритис на колена, ајде да кажем дека имам годинки и поголема тежина. Мене не ми имам страшни болки, као реуматични на секој зглобче, секоја коска. Едно време и покачува в температура. Ајде, бидејќи имам и други гледачи, ќе ве замолам за поконкретно прашање. Никој не сака да се нафати да ми прави физикална терапија, бидејќи се покачува притисокот после 160, да речеме, никој не сака да се нафати. Слободно може да се јавите во Има контакт момци кои што центарот, се нафатат. во нашата клиничка центар, нашиот клинички центар Аџибадем Фистина, да закажете преглед кај физијатар, кој што кажа колегата има процедури кои што не влијаат на крвниот притисок. Така да може да се работи физикална терапија, меѓутоа тоа сето ќе го одреди физијатарот што и како би се работело. Да. Слободно дојдете кај нас. Ние постојано потенцираме во овој разговор колку е важна рехабилитацијата, меѓутоа што ако пациентот не сака да соработува? Верувам дека има и такви ситуации. Најчесто нема такви ситуации, зошто? Бидејќи многу е битен психолошкиот пристап. Кога ние ќе отидеме кај пациентот после операција во соба, ние го објаснуваме на пациентот, прво се представуваме кои сме, му кажуваме што сме, му кажуваме пријателски однос. Така, му кажуваме што ќе работиме, му кажуваме што треба да очекува, колку смее, колку не смее да гази, кои денови како ќе стани. Така да кога ќе му објасниме све тоа детално, еден добар распоред, детално и темелно на пациентот, тие значи со нас не сакаат, туку и не бара за да се работуваат и повеќе пати во текот на денот. Зашто побрзо да се вратат? А нормално ако отидеме во соба и му кажеме ајде стани ти вежбај сам, тоа што нема да знае, ќе се плаши, нема да знае колку смее да згази, нема да знае какво помагало да користи, така да многу е битен тој психолошки момент за да
пациентот се работува со нас, тој проблем го нема. Што е со возраста? Постои или категорија на години или луѓе кои што се позагрозени или кои што повеќе страдаат од овие Повозрастните лица, како што слушна бебини. Да, и гледачите тоа го. Најчесто се над 50-55 годишна возраст. Меѓутоа, во последно време се среќаваме со доста помлади, дури под 40 годишна возраст. Како причина за тоа, прво физичка неактивност, помалку спортување, лошиот лајфстайл што го имаме кај нас во Македонија, гојазност на пациентите, значи прекумерна телесна тежина, исто така како што кажаме, намалено спортување и седечкиот начин на живот, значи све повеќе и повеќе работни места се во канцеларија, сите по 80 часа седат. Мора да се смени тој начин на живот, значи. Сето тоа си има свои последици кога тогаш во животот. Имаме нови гледачи, добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до гостите. Поздрав. Да ги прашам, нив сакам нешто, имам проблем со десната скапула. Добра. Ортопедот ми диагностицираше вингет скапула, ако им е познато тоа сигурно. Добра. Бев 5 дена на физиотерапија, сега не знам понатаму што, бидејќи немам никакво подобрување, а ова е веќе 5 месеци, кај мене наеднаш се појави. Благодариме. Добро, јасно ни е се. Малку и ова е надвор од темата, меѓутоа ќе ја насочиме и ќе одговориме на пациентката. 5 дена физикална терапија е премногу малку. За 5 дена физикална терапија се појавува само процес еден кој што може да зголеми болката, реакција некоја, така што не знам зашто сме 5 дена посетувала физикална терапија. Пак ќе поканиме нека дојде, ќе видиме точно што е работата. Физикална терапија колку време трае или тоа е сепак индивидуално од индивидуално, да, зависи од проблематиката, од диагнозата. Да, меѓутоа испод 10-15 дена не би требало да трае за да се постигнат некои резултати. Со 4 до 5 дена може само да се испровоцира болката да стане поголема. Резултатите доаѓаат малце подоцна. Подоцна, така. Добар ден, ако имаме следен гледач да го вклучиме. Добар ден. Повелете. Овдека Наталија. Пред 2,5 години имав јаки болки во кичмата и тие се спуштаат доле до петата. До кичмата. Бев правев магнетна резонанса. На магнетот се покажа дека има некој дискус хернија меѓу 4-тиот и 5-тиот член, меѓутоа и некоја црна точка. Бев јава на клиниката во државна болница и ми рекол дека тоа треба подхитно да се оперира. Наводно, за приликом операцијата се покажа дека тоа е некоја циста. Тоа помина. Дојдов дома. Добро беше до кај 3 месеца. Пред това, само ја треба да нагласам дека ја пијам за крвта, кажете го, синдром 4. Пред операцијата ми се јави докторот, рече да не пијам 3 дена, и јас тоа го направив, меѓутоа они после операцијата не ми дадова да примам инекцијата што требаше да ја примам за крвотокот, само не знам како се вика, заборавив таа инекција. Видите, и после 3 месеца операцијата ја добив голем тромбофлебит на ногата. Потече ногата и све, а докторот мене ми даде упут да одам на банјско лекување. Кога отидов и јас тама на тоа банјско лекување, со тоа тромбофлебитите ја примав клексани, околу 62 клексана примав и тоа се наводно помина, лекарката кај што прашање, бидејќи има и други гледачи. Ми вика дека можете вика да одите вика на бања. Отидов во бања ми вика тамо никако вика влекување, у вода вика ние не смееме вакво нешто со ваков тромбофлебит. Наталија, да ве замолам по конкретно прашање, бидејќи има уште гледачи кои што чекаат. Прави бањата, кога после некое време, еве сега, што ми се повторува мене. Јас се тромбофлебитите ги лечам, пијам клекса, овие добро лековите што ми се за крвотокот, меѓутоа за крвта, меѓутоа ја почнувам да имам пак јаки болови во кичмата. Добро. Јасно, повторно, да. Доколку има повторно јаки болови нели во лумбалниот дел, во кичмата како што кажа, треба повторно да оди кај неврохирург каде што ја правил операцијата да види што се случува повторно со тој дел. Да. Така. Добро. Добар ден. Добар ден. Повелете, ќе ве замолам кратко концизно прашање. Добро, јас ќе бидам кратка и јасна. Ајде. Јас сум од Кавадарци. Поздрав до Кавадарци. Имам јака болка во колкот.
во колкот, напред на дебелото месо, мислам напред и на карлицата, во колкот, и горе сега че извините вака и газот на сардинта, предсрцката тука, Јасно. коленото, од коленото ми продолжи на надни. Ме скапаа од инекси, ни флами, дизапами, апчиња, ништо женска не помогна. Апсолутно ништо не помогна. И после му путија да одам ки нервниот. Нервниот ми вика, не си за кај, ти си за ортопед. Отидов ки ортопедот, кога отидов ки ортопедот ми даде трамадол. Апчиња и ми речи, каде работиш во кујна, колку години работиш? 36 години. Лежи, мируј и 10 дена на боловање. Добро, прашањето вие... Може да ми слушате малце? Ма господи, кратки сме со времето, немаме толку многу време. Не, сакам доктор да ми објасне. Ми речи, вие што е, мислам, ортопедот, трамадолот ќе го пијам преку ден. Едно на сабајле, едно на вечер. Едно од вие малце минимално ми помага. Да го прашате докторот, дали ќе, да го прашам, сакам, дали може и дизапам да пијам? Тоа ви е прашањето? Добро. Со оглед се надевам дека по говорот беше малку повозрастна господјата, значи со оглед на годините тие болки се нормални, нека го послуша ортопедот што ги кажал како да ги пие лековите и шемата, диазепам, ќе го праша него, ќе се советува со него дали да пие или нека се упати значи на ортопед или физијатар, ќе насочат која терапија да практикува, ако не помогне, како што кажавме, тој конзервативен начин на лекување, се преминува на друга фаза. Така. Ајде уште еден гледач, добар ден. Добро, фала многу. Вие сте уште тука, поздрав господја, се надам се задоволни. Ако имам уште еден гледач да го вклучиме на втората линија, добар ден. Добро, веројатно се исклучиме уште некоја минута до крајот на ова денешно издание. Јас би сакала само да го споменеме моментот со хидротерапија. Што е тоа, кога се применува во овој процес на рехабилитација? Хидротерапијата, значи најпрво се, како што кажа Владко, кинезитерапијата представува еден тип на лекување по кој што накратко ќе кажеме, значи една комбинација на вежби која што ќе ги зајакнат и зацврснат, ќе тонизираат мускулите и на нозете, и на глутеусот, и на лумбалниот дел. Се со цел да можеме полека да ги оттргнуваме, како што рековме, батериците од пациентите и да ги оспособиме за еден нормален тек на живот. Кога веќе ќе постигнеме добра мускулатура на екстремитетите, се започнува со таа хидротерапија, бидејќи значи внатре во тој простор се оди без патерици, значи немаме совладување на земјина тежи, на гравитација, водата ни прави еден отпор кој што им помага на мускулите, сите движења кои што ги изведуваат пациентите се многу полесни, отколку да ги изведуваме како активни или пасивни вежби на кревет. Значи, ни го леснуваат движењето, ни вршат еден тип на мал стречинг на мускулите, ги смируваат околните ткива и мекоткивните структури. Како што кажавме, водата создава отпор и сето таа активација е подобрена и добиваме многу подобри резултати отколку, значи, рековме да ги работиме тие вежби на кревет. Претходно се работат нормално за да се постигне нека одреден степен на тонизирање на мускулите, меѓутоа од кога ќе завршиме со таа фаза се продолжува со хидротерапија, која што исто така ни помага во враќање на нормален од на пациентот, бидејќи таму како што рековме без патерици и му се враќа шемата на самото одење, бидејќи после 6 до 8 недели користење на патерици и самата шема на одење има изгубена на тие пациенти, како што рековме, психолошката состав е многу битна, значи да се ослободат од тој, да се соочат со тој проблем. Така. Тука само би додал, во нашата болница веќе имаме и нели порано беше атрактивно да се оди по бања, сега во нашата болница имаме хидрофизио подводна трака, каде што пациентите влегуваат во таа трака и пациентите се движат на таа трака, значи веќе банското лекување е во ред, треба да додат, меѓутоа како опција единствено тука во нашата држава, може би на Балканот, постои ова и е многу добро. Супер. Го има кај нас и стварно добри резултати се постигнуваат. Постои нели рековме рана, средна и доцна рехабилитација, меѓутоа кога е крајот воопшто на рехабилитацијата? Верувам дека и тоа ги интересира голем дел од луѓето кои што нели го поминуваат низ тој процес и како после рехабилитацијата треба да се однесуваат понатаму во животот? Крај на рехабилитацијата, тоа не би го нарекле крај, би го нарекле
веќе стил на живот. Значи како што веќе се менуваат животните навики. Се менува, значи таа физичка активност мора да премине во навика, како што им одговоривме на неколку пациенти. Гледаат да не практикуваат вежби, не практикуваат никаква активност и се враќаат тие болки, се повторува све, да. Значи нема да ја наречеме рехабилитација, меѓутоа еден стил на живот во кој што ќе бидат активирани цела група на мускули кои што треба да бидат активирани за да остане тој колку како што кажавме без притисок и без големо оптеретување. Значи мора да ги работат и да ги слушаат советите кои што ќе им бидат кажани од нивните ортопеди, физијатри и физиотерапевти. Така. Владко, што ќе додадеме за крај? Ќе додадеме дека во смислаите на некој совет за гледачите и како да се превенираат да не дојде до тој процес на рехабилитација. Доколку е тоа дегенеративен процес, тогаш е неизбежно. Да, во одреден период од животот е неизбежно. Меѓутоа со, како што рековме, активна кинезитерапија, со секојдневно вежбање во домашни услови, значи пациентите можат да ја евентуално пролонгираат таа интервенција. Нели ќе дојде повторно, меѓутоа можеби ќе пролонгираат 3, 5, 10 години зависно. И крајот не завршува при последна протезација на колк или колено, нема крај на рехабилитацијата. Тие цело време, секој ден од нивниот преостанат живот мораат да работат физикална терапија, мораат да работат самостојно вежби во кревет, дома, во домашни услови и да се раздвижуваат. Ама да ни паѓаат психички, туку да... Многу е битна тој момент на психолошкиот момент е многу битен. Да некако си стават во глава дека тоа ќе го прават можеби цел живот, но ите да си го направат нов начин на живење. Тоа се здрави навики во секој случај. Нив тоа ќе им помага и доколку не го прават тоа ќе почне во текот на животот да им фали. Ќе видат дека значи тие вежби не се понатаму тешки, не се толку со оптеретување, не знам болни и така натаму. Почетокот е малку потежок, понатаму одржувањето само на мускулатурата им треба некој да им даде ветер во грб, тоа сте вие. Да ги насочи. А понатаму правилно да ги насочите, а понатаму оставено е сами односно на луѓето. Ви благодарам, момци. Како што кажа и дел од гледачите, надежни млади супер физиотерапевти. Ви благодарам многу за одличните совети. Потсетување уште еднаш, денешната емисија беше на тема рехабилитација после поставена ендопротеза на колк и колено. Зборувавме со Владко Илиевски и со Дејан Парцанов, дипломирани физиотерапевти и специјалисти по кинезитерапија. Ви благодарам. Благодарам на вас. Се надам дека гледачите уживаа во ова денешно едукативно издание. Се разбира, вие останете на Тилма. Ви благодарам многу за вниманието.